Zdravo и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш, во кое сакам со вас да споделам едно своје размислување, да ви раскажем нешто од своје искуство, една своја заблуда, да им кажам, докажам нешто на другите, да се објаснувам тоа што го зборувам, да се дообјаснувам, со надеж дека ако се обидам да објаснам подобро, дека ќе ме разберат, дека ќе ме чујат, или пак со преземање одговорност дека не е до нив, дека е до мене и дека ако јас повеќе се потрудам, луѓето ќе ме разберат, ќе ги видат и моите намери, мојата желба вистински да ги разберам, да споделам нешто или да ислушам нешто, да дадам мислење, може би совет ако ми е побаран, иако одамна се откажав од советите, односно од својата потреба да ги споделувам со другите, затоа што увидов дека луѓето многу често бараат мислења, совети, ставови, колку да им олесне и колку да си направат муабет, а не дека навистина им се потребни, не дека навистина ќе ги чујат, а камоли да применат нешто од тоа. Научив одамна да ги препознавам и отпорите, и негациите, и тоа што луѓето го потиснуваат и мисла дека не се гледа. Се обидувам да разберам низ годините и зошто го прават тоа и до некаде разбирам. И пред да продолжам понатаму да не дојдеме до ситуација дека јас сум добрата, совршената, прекрасната, полна со разбирање, патија, време за сите и само слушам, разбирам и се обидувам да помогнам. Не е така воопшто. Сигурно и јас многу често сум ги игнорирала туѓите мислења, ставови, желби да ми се помогне. Понекогаш дури јасно сум кажувала и сум покажувала. Некогаш сум избегнувала воопшто да разговарам на одредени теми и се зашто зборувам на мојот канал и во моите видеа. Или барем поголем дел од тоа сум преживеала, сум почувствувала на своја кожа, сум размислувала за тоа, сум го доживувала, сум поминувала различни искуства поради недостаток на искуство, поради некои желби и потреби кои што можеби мене не ми биле јасни. Сепак мислам дека сум се обидувала да бидам добар слушател, иако некогаш воопшто не сум ни слушала, особено тоа што не било кажано. Тоа што било скриено, некаде длабоко во себе, можеби сум знаела што се крие меѓу редови, што се премолчува, што се зборува, таму каде што изгледа дека е тишина, таму каде што се подголтнува, таму каде што се гледа настрана, меѓутоа од некои своји причини и потреби сум го игнорирала тоа. Или од друга страна, што вистински се прашува, што сака другиот да чуе, меѓутоа јас не сум била подготвена за тоа. Така што сум била и таму, и ваму, сум го гледала кај луѓето и едното и другото и грчевитите обиди да се каже нешто, да се објасни, да се покаже, понекогаш дури агресивни. И од другата страна грчевитите отпори да не се чуе, да се негира, да се потисне, да не се примени, да се заборави, да не се чуе и да не се разбере нешто што навидум изгледа очигледно, да не се направи нешто што е толку мало гледано од страна. Поминувајќи низ различни улоги низ животот, и улоги на жртви, и улоги на спасител, и улоги на прогонител, и играјќи ги тие улоги помалку или повеќе вешто, мислам дека некако со годините можеби сум само постара, ако не помудра, поискусна. Се повеќе и повеќе сваќам дека што и да направиме ние за да им кажеме, покажеме или докажеме нешто на другите, се ќе биде залудно се до тогаш додека другите не сакаат да го чујат, разберат, видат тоа. Се додека не се подготвени, може само да си трошиме време и енергија, бараме начини да им го кажеме тоа, некако одоколу, некако помалку, да не ги повредиме, да не ги навредиме, да не бидеме груби, да не влегуваме во она што не е наша работа или да премолчуваме, па потоа да се чувствуваме некако неубаво затоа што сме премолчиле, или пак да го зборуваме тоа со други, да не речам да ги озборуваме. Така се повеќе и повеќе сваќам дека не зависи од нас и нема начин да кажеме, покажеме, докажеме на другите и нешто што е лично и нешто што е приватно и нешто што се однесува на нас, на нашата состојба, на нашето здравје, на нашите односи со другите луѓе.
Понекогаш не можеме да ги увериме другите ни во тоа дека ние знаеме како се чувствуваме, ние знаеме што ни се случува, па се соочуваме со тоа дека другите знаат подобро од нас. Понекогаш ние се однесуваме така дека знаеме подобро од другите што им се случува, што им треба, како ќе им биде полесно, подобро. И така некако човечки бараме начини, бараме патишта да стигнеме до другите, да заминеме од нив. Се бараме себе си, се обидуваме да ги играме улогите најдобро што знаеме, се прилагодуваме или помалку се прилагодуваме, потиснуваме, се криеме, се лажеме, се обидуваме да бидеме искрени, да искажеме нешто, да премолчиме нешто друго. И сето тоа има одредена цел и намера. Ништо не е џабе и ништо не е случајно. И доаѓам до констатација дека навистина правиме најдобро што знаеме во дадена ситуација, во даден момент. И се е во ред. Толку можеме, толку умееме, толку знаеме, толку ни се способностите, тие ни се вештините. Имаме одредени уверувања, несработени работи, неизлечени рани. Имаме своји детски болести, фрустрации со кои се носиме, ги носиме или не носат нас. И понекогаш едноставно тоа е се што можеме и се што умееме. Се друго ни е многу, иако за другите изгледа малку. Или понекогаш ни е малку затоа што мислиме дека можеме многу повеќе, или очекуваме од другите многу повеќе затоа што имаме некакви претпоставки за нивното однесување, за нивните вештини, за нивното умење, но кога реалноста ги не демантира, може да бидеме разочарани и да се чувствуваме дека ние сме погрешиле, да ги осудуваме или критикуваме другите затоа што тие погрешиле. Меѓутоа факт е дека и ние, и тие, и едните и другите грешиме, премолчуваме, бараме начини да се носиме со себе, со се што во одреден период ни е дадено, и пријатно, и непријатно, и убаво, и неубаво. И факт е дека секогаш не сме најмудри, и секогаш не сме најспособни, не сме во својот пол капацитет и не сме целосно свесни за тоа што ни се случува, односно дека сме луѓе. И ако на тоа го додадеме дека во другите го гледаме она што го криеме од себе, односно дека одредени начини на однесување не фрустрираат и повредуваат затоа што ги препознаваме кај себе, затоа што можеби не се разрешени, затоа што не потсетуваат на нешто, затоа што ни будат разни улоги на спасител, доброчинител, помагач, поддржувач, добра вила и тогаш кога воопшто не сме повикани да бидеме тоа. И можеби најдоброто што можеме да го направиме е секогаш да се свртиме кон себе и да се прашаме зошто мене ми смета ова и колку ми смета. Дали тоа трае, дали трошам време и емоционално се обтоварувам или заморувам. Дали само разговарам за тоа или размислувам и зошто го правам тоа. Што можам друго да направам за тоа време, на што можам да ги подружам своите емоции, својата енергија, да сработам нешто кај себе, со себе, за најблиските или за некои кои можеби навистина можам да им помогнам затоа што се подготвени за тоа, затоа што го бараат тоа од мене, стручно, професионално, приватно. Можеби е убаво да се прашаме од што бегам јас, што премолчувам јас, што потиснувам во себе, што не споделувам, што ме мачи, што носам, а ми е многу, што сакам и што имам, а ми е малку. И некако повеќе да се свртиме кон себе и кон она што ни е навистина важно, кон она што е наше, кон она што ни е блиско, познато, топло, кон она што на крајот на крештата барем сега имаме уверување дека ќе ни биде подеднакво важно и за 5 и за 10 години. И така некако ќе го заокружам ова своје размислување, овој свој монолог, дека секое наше размислување за другите кажува и покажува нешто за нас, кои ни се афинитетите, потребите, приоритетите во одреден период, за кои сме свесни или за кои не сме, и не доведува до прашањата што друго можеме да направиме, наместо да се занимаваме со другите, со нивните желби, потреби, реакции, односи, начини, избори, одлуки и што е што нив
Може би не ги прави секогаш среќни, радосни и опуштени, ама сигурно им носи некој добробит, односно им носи некако вид мир, некако вид заштита, полесно име или барем и веруваат во тоа. А се разбира, имаат право да веруваат како ќе се однесуваат и како ќе го живеат својот живот. Тоа не значи да се откажеме од другите, тоа не значи да не разговараме меѓусебно, тоа не значи да не се обидиме понекогаш и да се дообјасниме. Понекогаш и ќе отидеме таму каде што не треба, понекогаш и ќе се подзаборавиме и ќе влеземе таму каде што не сме повикани. И се тоа човечки. Меѓутоа, она што според мене е важно, поголемиот дел, денот, а на тој начин и од месецот и од годината и од животот, да го посветиме на она што е наша работа, на она што ни е навистина важно, на она што ни е навистина вредно, да вложуваме повеќе во себе, да растеме, да се развиваме, да се запознаваме се подобро и подобро, да го живееме активно денот, животот и да бидеме подобри луѓе, да имаме поголемо разбирање за другите, да имаме повеќе капацитет за најблиските и за она што ни е навистина вредно. Споделив со вас едно моје размислување, може би сакам и да се подсетам и сама себе си на тоа што ми е мене важно и вредно. Се разбира дека препознавам од се ова по нешто и понекогаш и кај себе. Се разбира дека и јас секојдневно се наблюдувам, преиспитувам, анализирам, коригирам, размислувам, премислувам, барам начини, затоа што тоа е дел од нашиот живот, тоа ќе трае до крајот на животот и секоја нова ситуација и секој нов однос и секоја сепарација и секоја промена ќе биде предизвик, но во исто време ќе биде и можност за нови сознанија, нови искуства, можност за растење, развивање, подлабоко запознавање со себе си, разбирање на себе си и другите и на капацитетите и потенцијалите да се биде со своите емоции, со своите размисли, да се биде повеќе со себе, за на тој начин да можеме да бидеме повеќе поблиску и поавтентични и со другите. Независно од нивните избори, одлуки, животи и она што тие сметаат дека е важно. Многу е битно да се почитуваме едни со други. Не може да кажеме дека ги почитуваме другите, ако не ја почитуваме нивната слобода на избор. И тогаш, кога нас не ни се допаѓа, или не ја разбираме, или мислиме дека знаеме повеќе и поинаку. Бидете свој на своето колку што е можно повеќе, затоа што само кога сме свој на своето, сме апсолутно во мир со тоа што и другите се свој на своето. Ви посакувам убав ден, ви благодарам што го следите каналот, што ги гледате моите видеа. Напишете некој коментар ако за тоа имате потреба. Споделете го со некој ако мислите дека ќе му служи. И се гледаме во некој друго видео со некоја нова тема.